Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство, во кое што зборувам за содржините од книгата на вторката Шефалица Бари Родителска карта. И ова видео ќе представува последното видео од чекорот број 12. Шефали му дала име кој е твоето дете и продолжуваме со начините преку кои што родителот ќе може да оствари едно прилагодување со своето дете и на тој начин родителот да може да се доближи до своето дете, до суштината на своето дете, да може да осознае суштината на своето дете. За реципроцитетот, значи, рековме дека еден од начините преку кои што родителите најдобро ќе можат тие да се доближат и да ја осознаат психологијата на своето дете, а со тоа и да осознаат и нивната есенција. И за да можат родителите да се вклучат во еден реципроцитет, еден реципрочен однос со своето дете, овој однос подразбира не само да се негува односот значи, да се негуваат работите кои што се однесуваат на родителот наспроти детето, туку и обратно, значи да се гледа и на односот како детето се однесува и спрема родителот, како треба значи, да се гледа односот на детето наспрема родителот. Значи, реципроцитетот е највисока форма на почит и кој што можеме ние да ја дадеме на друго човеково суштество. Значи, ние навистина да можеме едноставно да го третираме другиот на начин на кој што ние сакаме и бараме да бидеме третирани. Родителите многу често, кога станува за родителствувањето, фокусирани сме на тоа многу повеќе да им бидеме учители на нашите деца, отколку што значи, сакаме тие нас да не учат, затоа што забораваме дека и како нашите деца во голем дел знаат да бидат многу подобри учители од нас, многу подобро тоа да ни го покажат отколку ние самите. И почитувањето на реципрочната природа на врската родител-дете и како ја носи во себе, ја содржи главната состојка за вредност и достојност на детето. Значи, преку ова реципрочност му се овозможува на детето да ја одржува својата вредност и својата достојност. Иако се уште децата не се способни да можат, значи, да на некој начин да знаат што значи буџетот, да го одредуваат буџетот во семејството, да можат да прават, да знаат како трошоците да се намалат или да ги плаќаат даноците и така натаму, не значи тоа дека ние треба да ја намалуваме вредноста, да не ги почитуваме децата и дека не треба да ги сметаме нашите деца дека не се мудри и да не ја почитуваме нивната состојба на постоење. Значи, без разлика на нивната возраст, никогаш не е доцна ние да влеземе во една реципрочна доверба и почит со нашите деца. Така, например, Шефали објаснува дека ако нашето дете ни каже дека е уморно, дека му треба повеќе време, ние треба да го испочитуваме нашето дете за тоа, исто како да се однесува тоа за нас. Или пак ако нашето дете ни каже дека, например, мамо, мене не ми се допаѓа учителката по танц, ние тоа да го испочитуваме исто како, значи, да се однесува за нас. Или се извинувам, ако нашето дете ни каже лута сум, оставиме некое време, ние тоа треба да го почитуваме, исто како да се работи за нас. Значи, без разлика дали детето искажува одредена идеја, дали изразува чувство или пак изразува некое допаѓање, ние потребно е да го испочитуваме тоа нивно допаѓање, таа нивна идеја, тоа нивно чувство исто на начин исто како да се однесува тоа за некое наше допаѓање, наше чувство или пак наша идеја. И овде се разбира
најмногу родителите протестирале и се бунеле, и со зборовите шефали нашите деца ништо не разбираат, тие ништо не знаат, како можеме ние да имаме една реципрочна врска со нив. Меѓутоа шефали им давала одговор и таа им во книгата пишува еве родители, кој е одговорот? Ќе ви го дадам и одговорот на ова. Децата на вистина и како може да имаат? Се разбира дека немаат никакви знаења, како онакви за она што правиме ние возрасните. Се разбира дека немаат познавање тоа, меѓутоа едно е сигурно дека децата знаат, а тоа е дека тие знаат како се чувствуваат во моментот. И токму поради ова работа ние не треба да скокаме околу тоа, да не ги почитуваме и да бараме да не ги почитуваме нивните чувства, затоа што тие како деца, како суштества на сегашниот момент, преку нивните чувства треба да знаеме дека нивните чувства како што брзо доаѓаат, така и брзо си одат. И токму поради тоа ние треба да ги почитуваме и да обрнуваме внимание, значи дали нивните чувства се задржуваат кај нив, и ако се задржуваат подолго време, тоа треба да ни биде еден јасен сигнал дека, или постои тука некоја валидна основа дека навистина треба да видиме во кој дел ние, децата наши, заслужуваат одредена наша почит. И шефали во книгата Родителска карта понатаму им објаснува на родителите дека најмногу копието се кршеле околу овие прашања кога шефали зборувала за реципроцитетот и за почита и го поставувале најмногу прашања од типот како што се дали шефали тоа значи дека ние треба да им со тоа им се препуштаме ние на нашите деца, на нивните каприци, на нивните фантазии, им го дозволуваме сето тоа, па што ако моето дете сега почне цела вечер да јаде торта или пак да јаде нешто благо или да јаде, да го земе цело пакување со аерокрем и сето да го изеде, или пак што ако моето дете го отвори фрижидерот и го почне да конзумира сиот алкохол кој што е во фрижидерот. Што би било тоа моето дете од 10 години да се препушти на алкохолот и така натаму. Меѓутоа шефали на овие прашања одговарала дека причините за кои што родителите тогаш влегувале во панични напади било затоа што едноставно родителите не сакале да изгубат својата собствена контрола и поради тоа што тие гледале на реципроцитетот и на почитта како една закана по нивното чувство за доминација. И токму поради тоа родителите ја поистоветувале реципрочноста и почитта со анархијата и со негрижата. Меѓутоа шефали им објаснува на родителите дека кога станува збор за свесното родителствување и дека свесното родителство апсолутно нема никаква врска со ова, свесното родителствување апсолутно во него не станува збор дека кога се внесува реципроцитет и се внесува почит, дека се работи за, значи на тој начин ќе се воведе една негрижност и небрежност во самиот процес на родителствување, дека станува збор за една негрижа од страна на родителот и едно дозволување на каприците на децата и така натаму. Значи сосема туку станува збор за една сосема обратна работа, станува збор за едно разбирање дека овие мали суштества кои што ние ги нарекуваме деца, дека се желни и жедни за значење, за вредност, за валидизација и за контрола во иста мера колку што и ние како возрастни сме желни за достојност, за вредност, за важност и за контрола. И кога ние ќе им приоѓаме на нашите деца со едно такво разбирање, ние ги охрабруваме децата дека тие можат да ни доаѓаат со едно
активно учество во својот собствен живот. Тие да бидат активни учесници во своите собствени искуства, а не ние да бараме пасивно тие да ни предаваат нивната моќ. И овој пристап, значи, не е заради допуштање и заради препуштање, дозволување на детските каприци и на детските фантазии, туку едноставно се работи за тоа дека и нашите деца итекако имаат исто право, како и нас, како човекови суштества, да бидат испочитувани и да се третирани со еден начин кој што подразбира реципроцитет. Значи, што значи тоа? Дека и децата имаат свој собствен глас, без разлика колку е чуден, без разлика колку е фантастичен нивниот глас. Значи, тоа е почитување на нивното право, а не препуштање и не прифаќање слепо на детските фантазии и детските идеи, на детските желби, затоа што кога ние на децата им даваме еден реципроцитет и почит, кој што тие го заслужуваат, и текако децата влегуваат во едно чувство, со едно чувство дека и абсорбираат едно чувство дека тие се дел од една двонасочна врска, а не дека се дел од една врска, хиерархиска врска, која што подразбира само хиерархија од озгора надолу. И значи, на тој начин им обезбедуваме на децата тие да можат да впиваат едно чувство дека се важни, затоа што се третирани како луѓе. И дека се важни како луѓе, затоа што пред секога нашите деца доаѓаат на овој свет, и секое човеково битие, кога доаѓа на овој свет, значи тоа е пред се, тоа е доаѓа како човеково суштество, а тек подоцна, значи ние влегуваме во различни идентитети. И родител представува еден идентитет кој што го навлекува човековото битие или човековото суштество во текот на своето живење. Значи, пред се, децата треба да бидат испочитувани за тоа што се човекови суштества и човекови битија, исто како што и ние сме човекови суштества и човекови битија, и по кое што и со тоа, значи, наше битисување, ние сме вредни. Значи, си бараме вредност, сите сакаме вредност, сите сакаме валидизација, кој е тој кој што не сака валидизација, кој што не сака вредност, затоа што тоа е еден вид на подредување на нашата вистина. И на тој начин, значи, ние му возможуваме на нашите деца да си се подредат со она која што си се. И односно со нивната духовна содржина, значи она што ни го дал нас Бог. Колку ние повеќе се одвлекуваме и не сакаме да воведеме такви духовни принципи, ние самите се одвлекуваме од духовност. И затоа, значи, кога ние ги третираме децата на овој начин, тие се чувствуваат дека, значи, ги слушаме, дека се грижиме за нив, она што навистина им е потребно. Значи, дека се грижиме за нивните допаѓања, за нивните потреби, за нивните барања, и дека ги забележуваме и дека му се посветуваме, сме му посветени, значи му обрнуваме внимание и ги почитуваме за она кое што си се. И на тој начин, кога ова ќе го оствариме кај децата успеваат да си се закотват во својата вредност, во својата достојност и почнуваат да ја растат таа достојност, почнуваат да еволуираат понатаму. И да стануваат активни учесници во својот живот. И откако ние ова ќе го возможиме на децата, и текако тогаш му возможуваме едно родителствување кое што подразбира родителот да може да се поврзе со детето и детето да може да се чувствува
валидизирано и достојно. И да остане што подолго во својата автентичност. Понатаму, сега ќе зборуваме за рефлексијата, односно главната енергија околу подредувањето со детето, што подразбира? Подразбира и родител да може да ја преслика енергијата на детето кај себе. Ајде да го разјасниме тоа. Например, ако ние си доаѓаме од работа, значи кога се враќаме од работа и очекуваме имаме очекувања во својата глава дека нашето дете веќе напишало домашната работа, дека го прошетало кучето, дека може би направило нешто благо. Меѓутоа, кога влегуваме дома и ја отвораме вратата од неговата соба, начекуваме една состојба во која што нашето дете се испружило на креветот, цело си чита стрипови или пак игра на видеоигри и тогаш кој е нашиот прв инстинкт како родител? Нашиот прв инстинкт како родител е прво да се нафрлиме врз нашите деца и да почнеме да викаме. Например, најчесто што кажуваме: не можам да поверувам колку си станал мрзлив, па ти ништо мене не ме слушаш, требаше да ги завршиш домашните обврски, домашните задачи, станувај брзо, веднаш да го завршиш тоа или ќе ги сносиш последиците и така натаму. И како што Шефали пишува во книгата Замислете, кога ќе го слушнат овој начин наш на изразување, како децата ќе го прифатат тоа? Се разбира дека нема да го прифатат многу добро. Меѓутоа, истовремено таа ни опишува еден друг начин како би изгледало кога ние, например, ќе ја пресликаме енергијата на нашето дете во тој момент во кој што се наоѓа. Например, тоа би изгледало на следниот начин. Кога ја отвораме вратата, го гледаме нашето дете како е спружено во креветот и чита некој стрип, ние би можеле да реагираме на следниот начин. Да му кажеме: гледам дека се одмараш. Тоа е прекрасно. Сега, дали се чувствуваш поодморен? И ако е така, дали мислиш дека сега е време да започнеш да ги завршиш домашните обврски, домашните задачи? Зошто? Затоа што ако го започнеш тоа сега, ќе можеме многу порано да вечераме, а потоа заедно да си поиграме или заедно да се дружиме. И Шефали им објаснува на родителите. Значи, првиот пристап, со што беше исполнет? Првиот пристап беше исполнет со викање, со дерење, со осудување, со контрола. А вториот пристап по што се разликуваше? Вториот пристап се разликува по тоа што ние внесуваме внесуваме почит, внесуваме достојност во местото во кое што се наоѓа детето во самиот момент. Значи, овој пристап што прави? Тој не го негира фактот дека детето треба да ги изврши домашните обврски, значи работите кои што сме му рекле дека треба да ги изврши. Меѓутоа, се што прави овој пристап, за разлика од првиот пристап, е тоа што предизвикува ние да влеземе во собата на детето со една многу поинаква енергија. Значи, Шефали им објаснува на родителите дали можете да забележите колку разликата да почувствувате во овие два пристапа, каде што во првиот пристап што се случи? Каква енергија имаше? Имаше енергија во која што се осудуваше, во која што се обвинуваше детето и во таа динамика, ние како родители внесуваме во тој воздух, во тој простор, внесуваме енергија на супериорност, енергија на осуда и, како што вели Шефали, никој на вистина не би реагирал добро. Кој да е не би реагирал добро на овој пристап, затоа што овој пристап итекако внесува едно студенило во односот со детето и внесува една недоверба дека ние воопшто не им веруваме на нашите деца. А вториот пристап пак
каков е, за разлика од првиот. Вториот пристап е многу потопол. Тој поканува, значи не зближува нас со детето. Ние се придвижуваме кон детето и тоа е чувствува таа енергија и тоа останува тука со нас. Не слуша. Потоа исполнет со една енергија на љубопитност. Исполнето е со почит, исполнето е со значи овој пристап ја почитува емоционалната состојба на детето во кој што се наоѓа во тој момент и овозможува ние на детето да му покажеме доверба, дека навистина му веруваме дека е способно да може да ги заврши работите кои што бараме да ги заврши. И токму поради тоа Шефали им објасна на родителите, сега можете навистина да ја видите разликата која што значи ние како родители да ја осликаме енергичната состојба кај децата. Значи ние го моделираме нашиот тон на гласот и со тоа делот на нашиот пристап кој што на некој начин би одговарал на местото на каде што се наоѓаат нашите деца. Што значи дека ние на некој начин му се придружуваме на енергијата на децата. Значи одиме во насока да се сретнеме со енергијата на нашите деца, наместо да се спротивставуваме и да предизвикаме безпотребен конфликт. Значи се среќаваме таму каде што се наоѓаат нашите деца, без да им викаме, без да им се спротивставуваме, без да ги проколнуваме, значи без да воведуваме непотребна контрола таму каде што нема потреба. И на овој начин исто така Шефали им објасна на родителите, стануваме многу свесни за нашата енергија со која што им доаѓаме на нашите деца, со какво расположение во првиот момент им доаѓаме на нашите деца и на тој начин да можеме да ја прилагодиме нашата енергија кон нив, наместо слепо само да бараме да се обидуваме да ги контролираме нашите деца кон нашата енергија. И зошто е потребно тоа? Затоа што на тој начин ние единствено ќе можеме многу подобро да ја разбереме психологијата на нашите деца и многу подобро да ја разбереме суштината на нашите деца за да се ја направиме тоа подредување и согласување со нив. И од друга страна што правиме? Од друга страна пак ја нијансираме и ја моделираме нашето родителствување, нашите родителски енергии и тие да можат да одговараат на она кое што му треба на нашето дете во тој сегашен момент и на тој начин да одржиме автентичноста кај нашите деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.